Утре официјално започнува новата учебна година. Само во 600 училишта ќе се одржува настава со физичко присуство. Меѓу нив и во Штип, според информациите на Емнет, 2 од вкупно 5 основни училишта со помал број на ученици ќе се дозволи одржување на ваков вид настава. Во основното училиште Страшо Пинџер во општината Карбинци на 240 ученици ќе се дозволи посетување на настава со физичко присуство. Единствено во неколку подрачни училишта ќе се случува онлајн настава преку користење на националната платформа. Онлајн настава ќе се случува и во селото Крупиште поради изведување на тековни градежни работи поради минатогодишното опожарување на училиштето. За комбиниран начин на настава по првото пробно тестирање на платформата се изјаснуваат и родителите во дел од основните училишта во Делчево и Берово. Кочанските подрачни училишта со помал број на ученици инсистираат на физичко присуство и следење на наставата според сите здравствени протоколи. Надлежните ги смируваат родителите и учениците дека квалитетот на националната платформа е добар и тоа го потврдил и вчерашниот тест на Тайм системот. Министерската Царовска денеска се осврна на едно од најгорливите прашања изминатите денови, а тоа е како децата кои немаат компјутери ќе ги следат предавањата, потенцирајќи дека на ниту едно дете правото на образование нема да му биде ускратено. Ова денес за Емнет го потврди и заменикот градоначалник на Штип Јане Миланов, кој изјави дека општината ќе смогне сили да обезбеди таблети за деца кои се социјално најзагрозени. Сите деца кои немаат опрема, компјутери од било кои причини не можат да следат настава онлајн, можат истата да ја следат од училница. Доколку пак не можат или родителите одлучиле да не одат во училница, за сите ќе биде обезбеден потребен печатен материјал за да учат од дома. И додека средношколците најавуваат штрајк доколку не профункционира на задоволително ниво онлајн наставата, од Министерството за образование убедуваат дека пандемијата само го забрзала процесот на модернизација на националниот образовен систем, во кој прв чекор е дигиталната транзиција преку изработката на националната платформа за далеченско учење. Платформата тековно има околу 270.000 корисници, на истата се креирани околу 150.000 предмети и тековно до сега се има најавено околу 160.000 корисници. Дали во текот на утрешниот ден кога ќе се вклучат сите во дигиталниот систем на следење настава, ќе се повтори лошото искуство од пробните тестирања, останува да се види. Инаку, како што е познато, сите ученици ќе учат според скратена годишна образовна програма на скратени 30-минутни часови.